Според Уставот на Република Македонија имаш право да гласаш по сопствено убедување и без никакви притисоци, доброволно да членуваш во политичка партија, да се вработиш без да бидеш член и да мора да гласаш за одредена политичка партија. Правото на глас, правото на членување во политичка партија и правото на вработување не смее да се мешаат. Твојот глас е само твое право. Не должиш никому ништо, затоа што гласањето е слободно и тајно. Ако учествуваш во партиски активности во текот на работното време, може да го загубиш работното место. Кривично ќе одговараш ако вршиш притисок врз гласачи или вработени со употреба на сила, сериозна закана, измама или на друг начин. Нудиш, даваш или ветуваш подарок или друга корист за да придобиеш гласачи, ако бараш или примиш подарок за да гласаш. Ја повредиш тајноста на гласањето или натераш друг да каже дали и за кого гласал. Користиш државни ресурси за партиски активности, го условуваш вработувањето на некое лице со членство во партија. За сите овие дела е предвидена казна затвор. Ако си сведок на незаконско однесување или ти се врши притисок за учество во незаконски дејствија, пријави на бесплатниот телефон 080 080 080. Добра вечер. Тече 11-тиот ден од изборната кампања. Партиите зафатени на терен, донаторите зафатени и со раката во џебот. Кој финансира? Колкави се трошоците? Се води исклучително скапа предизборна кампања, а политичките партии се штури за информации. Од каде се милионските суми кои ги трошат за кампањата? Има ли црни пари? Финансирањето на политичките партии, особено за време на изборите, е една од најнетранспарентните и затворени теми во државава. Вечерва ќе отвориме. Се користат ли државните ресурси за партиско финансирање? Има ли злоупотреба на јавната администрација? Поврзаноста на темите е дел од артериската партиско-државна спрега. Дали во вакви услови анкетите можат да ја дадат вистинската слика? На оваа тема вечерва разговараме со Сладјана Тасева од Транспарентност Македонија, Дарко Алексов, Transparency International, Дарко Алексов од Мост, Самуел Малчевски, универзитетски професор и инсайдер во време на кампањата, и Џабир Дерала од Цивил. Дарко, ова што го видовме, господин Алексов, поправо, бидејќи тука сме на телевизиски терен. Ова што го видовме предходно беше едно видео подготвено токму од ваша страна, од страна на Граѓанската асоциација Мост, која има за цел да ја подигне свесноста на гласачите во однос на нивните права и во однос на кршењето на нивните права. Каква гласност има ова видео сега за сега? Добро вечер на сите, фала на поканата и на прашањето, меѓу другото. Конкретното видео е дел од како еден втор дел од нашата кампања за промоција на концептот на одвојување на државата од партијата. Ова видео е насочено повеќе кон јавната администрација и кон сите оние луѓе кои што се засегнати од случаите кои што се наведени во видеото. Секој од нив представува посебно прекршување дали на изборниот законник, дали на законот за обавување на службена дејност, а меѓу другото и на кривичниот законник. Паралелно на ова видео, овие денови имаме дистрибуција на летоци пред институциите во време на доаѓање на работа и за време на заминување од работа. Се делат летоци ширум државата. И паралелно на тоа испративме околу 3100 писма до сите раководители, еве да кажам прв и втор ешелон во јавната администрација, со кое што ги информираме за тоа значи што се најчестите забележани прекршувања. Ова го базирате врз основа на вашите предходни анализи за предходните избори или врз основа на предходната анализа направена во овој период? Не, врз база на сите изборни процеси наназад. Значи, Граѓанската асоциација Мост е една од организациите кои што најдолго го наблюдува изборниот процес во Република Македонија. И морам да кажам дека секогаш сме забележувале злоупотреба на службени ресурси, одредени притисоци врз јавната администрација, во помал или во поголем обем. Меѓутоа, во последниве неколку изборни циклуси од исклучок таквото однесување стана пракса.
И поради тоа ова е одговор на нешто што е многу жешко и е жежок костен и за оние луѓе кои што се во самата администрација и кои што не се воопшто виновни за оваа работа, а и за оние луѓе кои што веројатно треба да го прават тоа во име на некој друг. Затоа тие писма кои што ги испративме, испратени се до сите без исклучок, принципиелно, согледувајќи ја потребата и моментот за нешто такво да направиме. А меѓу другото, една важна напомена е тоа дека тоа писмо не е ниту предупредување, ниту закана. Напротив, во писмото, на крајот, им велиме на сите приматели на писмото, дека ги повикуваме заеднички да се справиме со оваа аномалија, доколку ја приметат, да ја пријават на нашиот бесплатен телефонски број, како би можеле едноставно да им помогнеме на тие луѓе. Токму така, одвојувањето на партијата од државата е една од значајните теми на кои што ќе разговараме во текот на дебатата. Та се вас сакам да ве прашам, вие активно влеговте во наблюдување на кампањата во делот на трошоците на политичките партии. Мислите ли дека има начин тоа да го проследите и што покажуваат досегашните ваши наоди? Првин добро вечер исто така. Благодарам за поканата. Да, покрај начинот на кој што ќе се гласа или како ќе се спроведат изборите, составен дел на секој изборен процес или циклус е и начинот на кој што се финансираат изборните кампањи, значи парите кои што влегуваат во тие кампањи, како се трошат, од каде доаѓаат и како се трошат. Ние како Transparency International го работиме ова редовно во сите изборни циклуси, го следиме финансирањето на изборните кампањи, затоа што сметаме дека од тука почнува корупцијата. Не само како политичка корупција, туку и зародишот на корупцијата воопшто се наоѓа токму во овие процеси на избори и финансирање на изборите и кампањите. Затоа што начинот или патот на парите или изворот на парите кои што се трошат за кампањи ќе покаже всушност каква политика после ќе се води. Да видиме кој од каде се финансира, кој со какви пари се финансира и кој за кого дава пари, значи после изборите ќе се обезбеди понатаму начин на политика која ќе се води и тоа им укажува на гласачите да видат дали всушност им се допаѓа да поддржат одредена партија која што е финансирана од определени финансиски центри или извори кои што укажуваат на тоа како ќе се води понатаму политиката. Денеска беше ден кога партиите требаше да го дадат првиот извештај за финансирањето и за кампањата. Требаше, да. Дали го дадоа? До завршувањето на денот, односно до доаѓање овде, ние не видовме ништо објавено на веб страните, ниту на политичките партии, ниту на Државната изборна комисија. Што очекувате да видите таму? Да ги видите донаторите на партијата или да ги видите трошоците на партијата? За жал, со последните измени од изборниот законник, веќе партиите немаат обврска јавно да ги објават нивните донори. Тоа беше обврска до последните измени во изборниот законник, меѓутоа мислам дека ја искористија оваа прилика да го сменат законот за да таа обврска се симне, така да сега имаат обврска само да водат евиденција за тоа кои се донори, но не и тоа да биде јавно објавено. Она што треба да биде објавено јавно се нивните финансиски извештаи. Сега после 10-тиот ден од кампањата трае 20 дена, после 10-тиот ден, на 11-тиот ден кој што беше денеска, требаше да се достави првиот финансиски извештај во кој што ќе се презентираат средствата, парите, колку пари дошле, да се подсетиме дека партиите, односно носителите на или организаторите на кампањата за коалициите, не само за партиите, мора да отворат една финансиска сметка преку која ќе се покриваат трошоците за изборната кампања и треба да се покаже колку пари ќе влезат на таа сметка, од каде, значи треба да ги дадат разложено, да видиме од каде се финансираат, колку се од донации, колку од физички лица, колку од компании и така натаму, или други извори на средства. Се разбира, тие треба да бидат легал на крајот. И како ќе се трошат. Сега тука се обврските нивни за известување.
Бидејќи досега се покажа дека никогаш не видовме целосно информирање од страна на партиите и коалициите за тоа колку пари влегли, колку се потрошиле. Ние постојано имаме следење на тоа што се случува во текот на кампањите, за да можеме да споредиме. Ние следиме или вие следите. Имаме ли некакви ефекти од тоа следење? Да речеме во 2011 во кампањата на коалицијата на ВМРО ДПМН се појави на крајот, ако не се лажам 2011, дупка од 3,3 милиони евра, односно пари кои што не беа покриени со донатори. Се отвори ли воопшто случај некаде за тоа, за да се испита таа малформација во системот? За тоа се надлежни институциите да отвараат постапки, да испитуваат, да видат што се случува после. Затоа што според законот кампањата треба да се финансира од таа сметка, а да не да се оставаат нерасчистени сметки за потоа, откако ќе се затвори сметката која што е отворена наменски за финансирање на изборна кампања, да остануваат долгови и да не се знае дали воопшто фактурите или сметките кои што ја сочинуваат таа финансиска дупка, како што ја нарековте, дали воопшто ќе бидат некогаш и платени. За тоа постојат надлежни институции, почнувајќи од Државниот завод за ревизија, Државната изборна комисија, но и јавното обвинителство кое што треба понатаму да утврдуваат што се случило, но јас постојано сакам да укажам и укажувам дека клучен орган овде е и управата за јавни приходи, кој што треба да ги контролира и донаторите. И политичките партии се правни лица кои што исто така треба да покажат отчет, но и лицата кои што донираат и фирмите кои што донираат. Да, благодарам. Ќе се вратиме, бидејќи ова не води во една друга насока, би сакал да го прашам малчески. Токму вашиот случај пред 5-6 години ми се чини. 2000? Од 2008. 2008. Токму вашето и имињата на ваши блиски, односно на членови на вашето семејство, се најдоа на списоците на донатори на ВМРО ДПМН. По јавното признание се охрабрија и други членови на таа партија кои што исто така кажаа дека иако ги има на списоците на партијата како донатори, тие воопшто никогаш не дале пари. Како тоа се видовте во списокот и зошто беше изненадување тоа за вас? Претходно не ви беше кажано дека сте на списокот или... Добро вечер и од мене. Добро вечер. Тоа се случи 2008 година, кога во новинарска сторија, истражувачка новинарска сторија, бев контактиран и бев запрашан вака и вака, дали сте вие стварно донатор на политичката партија. Не само јас, се најде и мојата мајка и мојата сестра, што беше едно вчудено видување за првенствено за мене, а после и за моето семејство. Никој ниту не прашал, ниту не контактирал, ниту по било кој основ некој од нас дал средства на било која сметка на политичката партија ВМРО ДПМН, која што ние во тој момент фигуриравме како донатори. Иако се обидував да добијам одговор од надлежното тогашно раководство на партијата, конкретно генералниот секретар, не добив никаков одговор по кој основ сме ние најдени на тој список на донатори. Најверојатно ги искористиле податоците. Кој генерален секретар се извинувам? Станува збор за Мартин Протегер. Тогаш во тој време беше генерален секретар на партија. Не ни беше кажано како. Па ќе кажам, најверојатно се искористени нашите податоци од пристапници, бидејќи ние како фамилија сме сите членови се уште на ВМРО ДПМН. И ги имаат искористено податоците за да може да ги уплатат сметката. Подопрен глас јавното обвинителство после моето второ јавно признание во 2013 година отвори случај во предистражна постапка кој што на крај беше затворен во немање на докази или не можеле по закон биле должни 5 години да ги чуваат уплатниците. Банката, конкретно Силекс банка. Вие бевте кај обвинителката Гешковска? Не се сеќам како беше. Прочитав во новинските написи од тоа време сега. Мислам дека Рајчев се викаше обвинителот. Кој што бев дадена изјава, од кој што добив после писмо дека е затворена постапката бидејќи немало докази, тоест не можеле да се изврши вештачење на уплатниците со кои што наводно ние сме ги уплатиле тие финансиски средства. Што по мене беше малце и чудно, зашто ако станува збор за избори за финансирање на политичка партија, не може еден предмет така да биде затворен. Ние сите зборуваме овде за проблемот и за последиците од него, но ретко кој во денешно време зборува за решение на истиот. Имаме
политичка кампања кај што е ВОЕК. За жал, никој од политичките партии во овој момент не кажува како ќе ги реши тие аномалии кои што дефинитивно постојат. Значи, ние цело време ко некоја догма во јавност е присутна финансирањето на политичките партии и начинот на кој што тие ги водат ја водат кампањата. Се извинувам, малку ја прекинам. Тасева, овој случај е многу јасен вака навидум за обичната јавност. Што тој ни кажува дека имало многу фиктивни донатори на ВМРО ДПМН во тој период? Овој случај ни кажува дека имало многу пари. И тие пари некој ги однел во банка и бидејќи има лимити во финансирање на кампањите, каде што едно физичко лице може да даде само одредена сума, сега денеска тоа е 3000 евра, и толку може да се уплатат. И затоа им биле потребни повеќе луѓе, и затоа имаше списоци големи со членови од политичките партии, со луѓе кои што и ние лично ги познаваме и кои што немаат и не се ни вработени и немаат толку пари од каде да издвојат за да уплатат, но очигледно некој од партијата со куфер отишол во банка, ги распоредил парите по сметките на сите членови без да ги праша, злоупотребувајќи ги нивните лични податоци и нивните имиња и ставајќи ги на список за донори. Тоа покажува дека во финансирањето на кампањите не влегуваат многу црни пари, за кои што се уште нема начин. Начинот постои. Ако некој провери како управа за приходи, дали луѓето имаат толку пари да донираат и дали им се тие пари заработени од оденочени. Мислите доди список по список, човек по човек, нормално, да ги провери дали... Така треба да се утврди и така е. Ако зборуваме за другите типови на донации, донирање на невладина организација, треба да се изнамачи, што е на таква тешка процедура да докажеш дека можеш да донираш и да се ослободи тоа од наночување и од давачки и така натаму. Значи, има начин да се следи дали некој пријавил одредени приходи, дали му навистина тие пари биле негови. Еден Хелмут Кол, зошто беше проблемот негов и финансирањето на неговата партија? Токму заради тоа што не можеше да докаже или начинот на финансирање на партијата не беше легитимен или легален. Џабир Дерала, на вашето капче пишува обсервер, тоа е наблюдувач, да. Кога вашите луѓе се на терен, може ли да забележите можности за злоупотреба во коруптивни сделки и во микрокоруптивни сделки? Во смисла, дали овие црни пари за кои што зборуваме, кои што цело време се појавуваат како некој облак висат над нас, меѓутоа никој не ги видел, барем не ние што сме од оваа страна. Што велат вашите истражувања од теренот? Цивил беше организацијата која ги разобличи изборните измами уште во 2013 година по повеќе основи, почнувајќи од фантомите, завршувајќи со подкупот. Тоа беше документирано и со видео, и со други начини, како што се многу сведоштва. За среќа, Цивил ужива огромна доверба кај граѓанките и граѓаните и навистина многу луѓе доаѓаат во Цивил и раскажуваат што се случува. Дел од тоа го подкрепуваат дури и со многу конкретни докази. Исто така од 2014 година отидовме буквално до крај, до границата на сите можности што ги имавме. И на теренот наидовме на ужасно голем број злоупотреби и ужасно голем број коруптивни дејства на партиите. Тоа што е фрапантно е што црните пари кои ги спомнавте и во најавата претходно и сега, тие се на теренот и нив ги има навистина многу. Тоа што ние се обидуваме да го направиме е да ги убедиме граѓанките и граѓаните дека тоа се всушност нивни пари, само некој ги прикажува како подарок. 500 денари е еден глас во многу места во земјава, особено во местата, во деловите од земјата каде што живее сиромашно или осиромашено население. Се работи за тоа дека тие луѓе можеби 500 денари не им чини ниту достоинството, ниту ништо од тоа. Меѓутоа 500 денари се 20 до 25 леба овој месец.
И тоа им значи многу. 500 денари се многу пари за многу луѓе во Македонија, а токму ваквите злоупотреби, токму наметнувањето на едно жестоко темпо кој ја шокира и економијата и општеството, ги прави нив принудени да ја прифатат таа награда под наводници за ова тврдење го гледам како паушално ако не покажеме некакви аргументи за тоа. На нашата YouTube на нашиот YouTube канал има и снимки кои што говорат за подкуп од оваа изборна 500 денари во 2013 и во 2014 година. Во оваа изборна кампања ние имаме многу индиции за тоа дека веќе се наоѓа на терен, дека се наоѓаат црни пари. Денеска попладнево дојде една пријава за тоа дека во еден дел ние навистина влегуваме во таков период од предизборната кампања која не можеме да кажуваме точно и локации, бидејќи нашите извори ги чуваме подобро од себе си. Бидејќи тие може да се најдат навистина во многу непријатна, најблаго кажано, многу непријатна ситуација ако кажеме од каде ни се изворите. Меѓутоа, во еден дел од земја веќе се снимени дури луѓе кои носат пари и веќе ги распределуваат. Има луѓе кои се нашле во неволја, биле нападнати и од полициски службеници, заради тоа што излегле во пресред и се спротивставиле на коруптивна операција, микрооперација, ако ја наречеме така, на самиот терен. И тоа се состојби кои веќе можеме да ги очекуваме да се засилуваат во наредните денови, но најочигледен или најдинамичен таа постапка, тој процес ќе биде во времето на предизборниот молк и исто така за време на гласањето. Денот на гласањето ќе биде на терен, ќе биде тој ден кога ќе се плаќаат парите, кога ќе се плаќаат онлайн сметките за електрична енергија. На лаптопче, дојди ваму, да покажи ми доказ дека си гласал за нас, а тоа секако дека е фотографирано или снимено гласачко ливче, дека е заокружен бројот на партијата за која се врши таа услуга и потоа се уплаќа онлайн сметката за парите за електрична енергија. Или пак се оди во дуќанчињата, каде што луѓето имаат рабош. Таму им се плаќаат сметки. Малчески потврдно климаше со главата додека тоа можете да знаете дека ако видите дека имате многу дуќани во околината кои се во тие рани утрински часови отворени, знаете дека нешто се случува. Како дел од учесник во кампања, познати ви се овие работи или само одобрувате на тоа дека во време на викендот пред изборниот ден ќе се случуваат најголемите Ние сме се уште на средина на кампања каде што политичките партии си ги мерат рейтинзите, се уште гледаат кој е плюс, кој е минус, оние проценти што се ги прават за интерна употреба. Генерално секогаш, барем и од она што мене ми е познато, политичките партии од негде четвртокот пред изборите, петокот, саботата па и денот на изборите, најчесто ги прават овие работи што Џабир ги зборува, и тоа е тој период кога се случуваат сите тие матни сделки. Но се подготвуваат неколку дена пред тоа. Значи сега јас имам информации дека веќе се прават списоци, се поставуваат сите се разговара со луѓе да ви помогнеме вака, да ви помогнеме така, се повикуваат по штабови на разговори, веќе се подготвува теренот. Зашто ако може да приметите, тоа го разговаравме со Дарко пред да влеземе во студио, самата изборна овај кампања е помалце чудна и не помалце, по многу нешта е чудна. Не сме навикнати на интензивна изборна кампања, на посети, на средби, на разговори. Става некако се сведува на митинзи, на затворени средби, на затворени настани, што не е карактеристика барем за најголемите политички партии во однос на колоритот на изборите што им се даде како судбински, ви изгледа премногу мирно кампањата? Премногу мирно и премногу симптоматично ми за да остане така мирна и така безболна. Дарко, ќе ве молам за околу овие работи што ги зборувавме. Се отворија 2-3 работи. Така. Една работа која што сите некако ја занемаруваме, притоа не сакам да дефокусирам од финансирањето со пари на изборната кампања, купувањето на гласови, сите останати аномалии за кои што секој од нас во низа наврати има реагирано. Тука е малку поголем проблемот да го наведеш изборот, да го наведеш местото и да може да го натераш тој човек институционално да ја покрене целата таа постапка. Еве гледаме дека институционално дури имаме тука во студиото човек кој што покренал постапка, меѓутоа и од таа постапка ништо не било.
Зашто говорам по-конкретно? Говорам и за злоупотребата на буџетски средства за целите на изборната кампања. Така е, тоа е дел од Граѓанската асоциација емисијава. минатиот петок достави 10 известувања до Комисијата за следење на изборни нерегуларности при основното јавно обвинителство со прибавени јавно, значи јавни докази на располагање што ни беа, солидни докази за сериозни индиции за сторени кривични дела согласно членот 8а од изборниот законник. А тоа е дека на 20 дена пред почетокот на кампањата не сме да се отпочнува со градба, да се промовира отпочнување со градба и да се пуштаат во употреба објекти кои што се градени или ќе се градат со државни пари, односно со средства од буџетот на Република Македонија по било која основа. Што значи тоа? Очекуваме да го видиме расплетот. Меѓутоа, според кривичниот законник, тука казната затвор е од најмалку 6 месеци до најмалку 1 година, а оние кои што го сториле тоа, евентуално, истото тоа го признаваат во камера. Кутри градежни работници, мислам, сите ќе отидат во затвор. Не, градежните работници не, говорам за градоначалници, говорам за политичари, говорам за тоа. Значи, тоа е едниот исто дополнителен или комплементарен сегмент на ова што сега тука го збориме. Паралелно да тие работи. По прашање на тоа што ќе се случува и како ќе се случува во малата, рабушот дали се покрива или не се покрива и сите тие работи. Ја имам една порака едноставна до граѓаните. На избирачкото место, кога ќе влезат, треба да се свесни дека нити има камери, дека нити некој може да види како ќе гласаат, а уште помалку и на минатите избори, а тоа е случај и за овие избори, сега мислам дека ќе биде уште поригорозно, ќе биде дозволено користење на телефони за сликање на ливчињата и за било какви работи правење позади параванот. Единствен некој што ќе знае како гласал граѓанинот е самиот граѓанин. Задача наша, на сите нас говорам, кои што имаме некаква јавна функција во ова општество, е во оваа недела да им објасниме на нашите граѓани со граѓани кои што ќе искочат да гласаат, дека позади параванот апсолутно никој не може да знае како гласале, за кого заокружиле, еве да бидам малку и едукативен, мора да заокружат со плаво пенкало. Значи не може да има повеќе триаголничиња со зелено пенкало, не може да има никакви други амблемчиња и маркчиња кои што се користат од страна, а не можеме да ги докажеме, од страна на одредени политички агитатори на терен, се со цел да ги заплашат граѓаните и да им кажат дека на крајот од гласањето ќе се знае за кого гласале. Тука го ставам и оној фамозен серијски број дека останувал на ливчето кое што го добиваат граѓаните за да го остварат своето право на глас. Ве молам, нема никакви ливчиња. Секое ливче кое што ќе биде откинато од кочаното е идентично. Значи, тоа што треба да биде задача на сите нас и наша одговорност после толку години работа во овој процес. Во наредниот период до изборниот ден е убаво да им објасниме на граѓаните дека позади параванот никој не може да знае како ќе гласа. Да, благодарам. Џабир, што држиш во раката, може да ми кажеш? Ова е пенкало. Добро. Или исто така и камера. Треба да знаат граѓанките и граѓаните дека доколку некој во некој изборен штаб кој е во близина на гласачкото место, треба да знаат дека снимањето во гласачкото место е забрането со закон. Извини, само каде е камерата овде? Камерата се наоѓа напред. Аха, тука напред. Во овој дел. Тука невидлива е, практично невидлива дури за човек со добар вид. Мислиш дека со овие пенкала ги плашат граѓаните дека можат да ги можно е да ги плашат, како може да ги плашат или пак може да им кажат да ги носат за да можат да докажат потоа како гласале. Тоа е кривично дело. И за тој што тоа е кривично дело ако некого го принудува да го прави тоа, а можам да кажам ако ми дозволиш. Тоа е кривично дело. Значи носењето на тоа пенкало позади параванот, доколку биде фатен граѓанинот на ова пенкало, на такво пенкало или на телефон да користи или како се вика таблет или било каква направа со која што ќе снима позади параванот, е казниво согласно прекршочен законник. Значи, прво што ќе направи, тоа е по процедурата на Државната изборна комисија. Ќе му биде одземен уредот со кој што снима,
ќе биде повикана полицијата, ќе му биде изолирано ливчето и ќе биде сметано за неважечко заедно со сите други ливчиња. Полицијата ќе покрене прекршочна постапка согласно закон и прекршочната постапка на крајот завршува пред Државната изборна комисија и на минатите избори Државната изборна комисија изрече неколку казни за оние кои што снимаа со телефони и тоа мораме да го потенцираме и граѓаните да го знаат. Најмалата казна предвидена со прекршочниот законник е 450 евра во денарска противредност, а најголемата е 1500. Чинам дека Државната изборна комисија изрече неколку од 750 евра. Па сега, ако им се исплати и тоа, и таков луксус... Тоа што е многу важно е дека тој што го наведува граѓанинот да гласа на таков начин, односно да направи на некој начин технолошки софистициран бугарски воз на времето што ги викавме. Тој прави огромен и законски и морален прекршок. Тој е дел од изборна измама. И тоа се казнува многу пожестоко. Своевремено изборните дела воопшто не можеа ни да бидат амнестирани, па со промената на законот, односно со паѓањето на Уставниот суд на тој закон, сега и тие дела се дел од можностите за аболиција. Да, се дел од можностите за аболиција и дела од типот на педофилија и дела од типот на сериозни злоупотреби на моќта, на изборните кражби и на се она за кое работи всушност специјалното јавно обвинителство. Тоа што е многу важно во овој момент да знаеме е дека сите се повикани да го одбранат правото на глас. Буквално сите. Сега, кој троши повеќе пари во кампањата? ВМРО, ДПМН или СДСМ, според вашиве проценки? Па не можеме да зборуваме за партии сега, зборуваме за коалиции. Затоа што и ВМРО, ДПМН и е во коалиција и СДСМ е во коалиција. Јас се обидувам само да го поедноставам речникот. Да, меѓутоа мораме да бидеме коректни. Според изборниот законник, тие мораше да регистрираат предизборно коалиција и сега ние ги регистрираме трошоците на коалициите за време на кампањите. Можам да кажам дека и едните и другите добро трошат, со тоа што има одредени разлики во бројот на часови, колку има кампања во медиумите, меѓутоа добро парираат во однос на отпечатени програми кои што се отпечатени во голем број на примероци или во... Чива програма е подебела, така? Поскапа, да речем. Па сега, дали е подебелата, значи дека е поскапа или обратно? Не велам подобра, велам која е подебела. Значи, подебелата е отпечатена на новинарска хартија. Па е поевтина, може би? Не знам, ние ги рачунаме некаде во просек по 3 евра една да биде, но ако се 100.000 парчиња, можеме да замислиме колку се тоа. 100.000 по 3 евра се 300.000. Ете така, значи само ако ги рачунаме програмите изборни, колку пари се тоа. До сега, за првата недела од нашето следење, од прилика се потрошени според цените на минутите во националните и регионалните телевизии. Гледаме дека некаде исто така околу 300-350.000 евра има потрошено за промоција на телевизиите. Вкупно. Потоа имаме трошења за некаде 43, зборувам сега за првата недела, митинзи или големи собири. И сега пак правиме се уште просек, некаков поголеми, помали. Сега веќе ги разделуваме на најголемите, но користат најразлични типови на митинзи, користат естрадни уметници, користат големи собири, озвучувања, осветлувања, каравани, патувања и сите тие работи. Значи, исто така се трошат многу пари и за тоа. Ќе видиме кога ќе се објават цените, кога ќе се објават извештаите, дали она што ние можам да кажам дека 100% го покриваме подрачјето на државата, ги имаме сите параметри, почнувајќи од тоа колку билборди има мала темна бројка во однос на тоа просторот на билборди кои што го вратиле големите партии, не сакаат да го користат. Уште ДИК не објавил како ќе ги распореди и на кого ќе ги даде. Не знаеме тука што ќе се случува до крај. Во однос на отворените штабови, видовте кој колку има отворено? Тоа може би и Алекс колку има тој податок. Да, тој податок го следиме и ние и они. Сега гледаме дека повторно почна во јуни кога следевме, имаше повеќе отварање на изборни штабови од партиите.
Ова сега повторно почнува да се прави како тренд. Точна бројка уште не можеме да утврдиме, но факт е дека постои таа тенденција да се работи по штабови. Добро, ќе ви дадам после збор. Сега одиме до Битола. Таму ќе се вклучиме со Владимир Тевчев и неговиот гостин. Имено тоа не го споменав на почетокот. Гости во ова емисија на 24 отворено ќе бидат и дополнителниот заменик министар за администрација Кирацовски и министерката за администрација Марта Арсовска-Томовска. Се разбира секој во свое поединечно вклучување. Прво одиме во Битола. Режија, ако го имаме Тевчев, ќе ве замолам да се вклучиме. Тевчев, добро вечер. Добро вечер, Младен. Добро вечер од студената Битола. Јас ќе морам да ги тргнам слушалките, бидејќи ми пречат. Вечерва на ова тема мој гостин во отворено е дополнителниот заменик министер во министерството за кое што го менаџира јавната администрација, господинот Александар Кирацовски. Кирацовски, добро вечер. Кажете ми, неколку денови поред објавувате случај за притисок врз јавната администрација. Можете ли накратко да ми кажете какви примери имате забележано? Поздрав до гледачите на 24 вести. Како што се доближува изборниот ден, како што власта секојдневно сваќа дека ја губи поддршката од граѓаните, пропорционално го зголемува и притисокот врз вработените во јавниот сектор. Имаме бројни примери на влијание врз вработените во администрацијата. Истите првенствено да бидат кворум на митинзи, протести и контрапротести на ВМРО-ДПМН, организирани од таа политичка партија. Истите да бидат базен на гласачи на владачката партија, да донесат по 10 или 15 нови гласачи. Така, тоа е систем кој што во последните избори сме го слушале. Можете ли да ми кажете конкретен пример? Конкретен пример. Пред 10 дена, лично до министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски доставив список со над 2000 вработени во јавниот сектор, врз кој што се врши влијание, истите да бидат базен на гласачи на ВМРО-ДПМН. Во истиот тој список, покрај вработените кои што треба да бидат потенцијални гласачи, врз кои што се врши влијание, на истиот ги има и сите оние кои што се вршители на тоа влијание со име и со презиме. Истите треба да им звонат на изборниот ден на вработените во јавниот сектор и да ги поттикнат да гласаат за ВМРО-ДПМН до одреден час. Добар дел од тие списоци беа офатени со име и презиме на оние кои што вршат притисоци, во кои што самите наведуваат. Јас известен, пример, Александар Кирацовски, до 12 часот од Фондот за здравство, пример, во Струмица, треба известен Миле Милевски да го однесам на гласање во тоа и тоа избирачко место и да го поттикнам да гласа за ВМРО-ДПМН. Какви докази имате за овие тврдења? Самите списоци кои што секојдневно пристигаат до мојата веб страна, која што ја отворив се со цел да ги приберам сите оние потенцијални притисоци, закани информации за евидентно влијание врз вработените во јавниот сектор, пристигаат на dzm@mio.mk. Доказите се јасни и евидентни. Јас не сум тука да ги потврдувам, туку само да ги колектирам и да ги проследувам до надлежните институции. Министерството за внатрешни работи, Трудовата инспекција, Управната инспекција, Омбудсманот и слично. Доколку е така, доколку се докаже дека овие притисоци се навистина постојат, кажете ми со какви санкции, со какви казни се соочуваат овие луѓе кои што го прават тоа? Овие луѓе треба да се соочат со најстрогата казна, затворска казна, која што е пропишана со Кривичниот законник и Изборниот законник. Односно, секој оној кој што врши влијание врз вработените во јавниот сектор или врз било кој наш сограѓанин политички влијат да истиот гласа за одредена политичка партија, особено на работното место, на истите му се заканува казна затвор до 3 години, а доколку истите се вработени во администрацијата, казна затвор до 5 години. Она што е клучно е што јас овие информации континуирано ги канализирам до сите надлежни институции. Институциите се оние кои што треба да го спроведат тоа. Но во моите раце, како еден од оние кои што се грижи вработените во администрацијата да бидат заштитени до крај, до изборниот ден и понатаму,
ми стои потенцијалната кривична пријава која што лично сум подготвен да ја проследам и да ја поднесам до секој оној кој што врши влијание врз вработените од јавниот сектор. Ќе го сторам во име на сите оние врз кои што се врши влијание. Пример, денес ја добив информацијата дека директор од средно училиште во Битола врши организирано заедно со одредени наставници, врши организирано влијание врз учениците кои се малолетници, истите да бидат дел од партиско-политички активности за владачката ВМРО ДПМН. Тоа е казниво со закон и сите кои го сториле тоа злодело и во Битола и во другите места ќе си сносат соодветна казна. Го пријавивте овој случај? Тој случај е пријавен соодветно до МВР, а се разбира до сите останати институции. Младен најави дека и министерката Марта Арсовска-Томовска ќе имаме на линк. Мене ми е жал што не можеме да ве соочиме, меѓутоа само сакам на крајот да ве прашам. Да, сакам само да ве прашам до сега овие представки или пријави што се ги поднесувале, има ли некаква реакција? Има една соодветна реакција која што најверојатно утре ќе ја обзнанам, имено за првиот митинг на владачката партија на ВМРО ДПМН кој што се организираше во Охрид. Голем дел од вработените во јавниот сектор. Конкретно вработени во РЕК Битола, односно во акционерското друштво под делумна доминатна или целосна собственост на Република Македонија, над 1000 вработени истиот ден биле надвор од работно место. Утре ќе видиме точно кој каде бил, дали бил предвиден да биде на работното место или да биде на партиски митинг. Но вработените нема да добијат казна. И јас не се залагам вработените да сносат одговорност, туку раководителите кои што се челници и во ВМРО ДПМН, а се челници и во самите институции или конкретно во РЕК Битола, кои што вршат влијание. Тие треба да сносат соодветната одговорност. Младен, дали имате некакво прашање од студио? Па, јас ќе ги замолам моите гости вечерашни, ако имаат некое дополнително прашање за дополнителниот заменик да го постават, ако не ќе го чуваме за министерката. Не, мислам, Тевчев, дека бевте доволно корисни со разговорот. Ви благодарам за сега. Ние ќе продолжиме тука малку во студиото. Јас му благодарам така заменискиот министер за овој разговор. Повелете. Да, благодарам, Тевчев. Како може да го прокоментираме ова што го кажа Кирацовски на линк, бидејќи спомна доста примери за можни злоупотреби? Ние во понеделникот излеговме со извештај од првата недела во кој откривме над 70 случаи на злоупотреби, на најразличен вид нерегуларности во процесот. 17 случаи имаме на злоупотреби на малолетници, односно на злоупотреба на учениците во основните и средните училишта од страна на наставниците и во соработка со 17 поединечни случаи на поеден ученик или 17 училишта во кои имаме случаи документирани со сведоци и со добро објаснети технологии на притисок. Односно, зборуваме за притисок врз родителите преку учениците. И тоа го прават наставниот кадар во соработка во еден голем дел и со родителските совети. Тие, освен што вршат пропаганда во училницата, што е крајно недозволиво и неприфатливо, тие исто така вршат притисок врз родителите на учениците за кои предпоставуваат или знаат, поточно знаат добро, дека се или со различна политичка афилијација од онаа подобната, или се неопределени гласачи. Од закани до ветувања и од ветувања до закани. Секогаш одат паралелно, едното прво се даваат некои ветувања, а потоа кога тие не успеваат да ги убедат родителите на тие ученици, тогаш одат со закани. Тоа можат да бидат оценки во прашање, поведение, па дури и исклучување на децата од друштвото, од заеднички активности и така натаму и така натаму. Добро, но секогаш во изборите имало користење на државни ресурси во партиските овакво. Значи не е првпат и не е ексклузивно право на ВМРО ДПМН тоа да го прави. Зборуваме за тоа дека немаат многу штабови отворено партиите, особено невладеачките партии во овој трет, нели, обид да се одржат избори. Заради тоа што системот функционира безпрекорно. Затоа што јавните ресурси, администрацијата, се што е јавно, односно во собственост на државата или на општината, се е ставено максимално во погон
да се изврши притисок врз гласачкото тело, било преку коруптивни действија или преку закана и сеење страв. Затоа вие немате потреба ни од отварање на клубови или пак држање, дури не морат на држат ни митинзи. Меѓутоа тоа има една поинаква пиаровска димензија. Се работи за жестока манипулација и жестока злоупотреба на се. Сакате да кажете оној дел од бомбите, еден штап е горе, еден штап е доле во министерството, функционира сега на терен повторно? Секоје училиште, секоја здравствена установа, се што може да подразбере и исто така, дури и јавните предпријатија, меѓутоа можеме да зборуваме и за силен притисок и во приватниот сектор. Ние дојдовме до неверојатно многу случаи на притисок врз приватниот сектор. И имаме една ситуација ваква. Вие имаме преку 30 случаи од цела Македонија на приватњаци кои морале да платат рекет во кеш на партиските благајници. Имате пријави од бизнисмените? Имаме. Имаме над 30 такви случаи. Ќе ги документирате некако? Ги документираме некако и се разбира, нема шанси да ги откриеме нашите извори. Се разбира, кога ќе имаме проценка дека во Македонија завладеало правото, тогаш може да го споделиме тоа со институции, повторно во соработка, односно со дозвола од изворите. Добро. Исто така имаме ситуација во која јавната администрација, секој вработен во јавната администрација преку одредена партија, мора да даде на крајот од месецот, односно на почеток од месецот кој ќе земат пари, мора да даде пари во кеш на партискиот благајник во таа институција. Секој вработен во јавната администрација? Секој вработен, буквално секој вработен. Тој што нема да даде пари доживува притисоци. Најмалку што е притисокот е критика отворена, навреди од колегите и така. Фрапантно тврдење, прв пат го слушам дека секој вработен од администрацијата имаме документирано и изјави имаме од луѓе кои тврдат тоа дека секој вработен мора да даде од 200 до 1200 денари, зависно од рангот и зависно од личното примање на крајот од месецот. Добро, ќе ја прашам сега режијата дали во овој момент би можеле да го вклучиме. Јас прв слушам. Да. Се поставија многу прашања за министерката Томовска тука ми се чини и отворивме еден куп теми на кои што и таа може да даде соодветен одговор. Да одиме малку со линкот со Мишко Иванов, а потоа се враќаме тука во студиото каде што повторно ќе дебатираме на оваа тема. Мишко, добро вечер за твојата гостинка. Мислам дека ја слушавте и ја гледате дебатата, така да очекувам дека ќе дадеме одговор на дел од прашањата што тука се отворија. Добро вечер и од мене, овде од кабинетот на Министерката за информатичко општество и јавна администрација Марта Арсовска-Томовска слушнавме дел и од обвинувањата и од сведоштвата, со исклучок на ова последното дека луѓе вработени во јавната администрација били принудувани да даваат пари. Како и да е, министерке, добро вечер. Сериозни обвинувања за притисоци врз администрацијата. Вие испративте отворено писмо до мисијата на ОПСЕ и ОДИХР, каде што го негирате тоа и велите дека сето ова е привид за опозицијата да направи перцепција дека има притисоци врз администрацијата, иако и Цивил и МОСТ регистрира сериозни забелешки, односно сериозни притисоци врз луѓе вработени во администрацијата. Добро вечер. Ги поздравувам гостите во студиото и сите гледачи на 24 вести. Благодарам за поканата да се вклучам во линк во емисијата. Така и го почнавте прашањето со тоа дека постојат сериозни обвинувања за изборни притисоци, изборни нерегуларности во однос на јавната администрација. И исто така кажавте дека сум пратила писмо до ОПСЕ, до мисијата на ОПСЕ, односно ОДИХР, во кој што тоа го негирам. Тоа апсолутно не е точно. Она што беше целта на писмото и таму е јасно и транспарентно напишано, дека се работи за тоа дека сите овие појави на притисоци треба навистина да се истражат, да се превземат активности за да престанат и да се разрешат како случаи, заради тоа што тоа е единствениот начин да продолжиме понатаму. Вие знаете дека и во извештајот за напредокот на Република Македонија и во изминатиот извештај на мисијата на ОПСЕ ОДИХР стои зборот
перцепција, зголемена перцепција за изборни притисоци и понатаму обвинувања за изборни притисоци. Настои изборот и во извештајот и на Европската комисија и на пример партизирана администрација. Така е, врзано со притисоците. Значи не е перцепција. Туку е заклучок дека администрацијата е партизирана. Зголемена перцепција за политизација на администрацијата. Точно така збори во извештајот за напредок. Што ми е идејата? Идејата не ми е да кажам или да негирам дали има или нема такви изборни притисоци. Мојата идеја е да кажам дека само доколку одиме со процедура во која што сите кои што приметиле дека има било какви притисоци и злоупотреби ги пријават овие притисоци и злоупотреби до надлежните институции и доколку надлежните институции превземат активности за да се утврди дали се истите основани и да се продолжи процесот понатаму од јавното обвинителство, доколку има обвинение секако во судството и ако се заврши со разрешница и со казна и со санкционирање на сторителите, во идните извештаи ние нема да имаме перцепција и обвинувања. Ке имаме 3 случаи, 5 случаи, 10 случаи кои што завршиле така. На таков начин, не само што сторителите ќе бидат казнети, туку ќе влијаеме и на превенција, и на специјална и на генерална превенција, заради тоа што тие кои што тоа го сториле нема понатаму да го прават, а генерално луѓето кои што тоа го прават ќе се обесхрабрат во иднина било кога да го направат. Значи, мојата идеја е и заложба објективно да се известува за состојбите, и од страна на невладините, и од страна на меѓународните организации. И од ваша страна. Апсолутно. Ние како министерство кое што надлежно за хоризонтална... Затоа што министерка има обвинување дека луѓе ги напуштаат работните места за да одат на митинг, присилени се да одат на митинг. Последно што слушнав од извештајот на МОСТ е дека општински сали, домови за култура, други јавни установи биле користени за одржување на партиски состаноци. Од добиени 2225 извештаи забележано е непочитување на принцип на одвојување на државата од партијата и присуство на функционери и вработени од јавниот сектор на партиски настани во работно време. Тоа е недозволиво во однос на вработените на јавниот сектор во работно време да вршат било какви партиски активности. Има ли такви случаи? Значи, ако има такви случаи, треба да се процесуираат и да завршат, да се разрешат. Не можеме цело време да зборуваме за перцепција. Ме разбирате? Значи, конкретните случаи... Вашиот дополнителен заменик министер Кирацовски обвинува дека постои такво нешто. Ние се обидувавме да направиме некакво соочување. Нека докажа, нека пушти пријави, нека биде објективен, заради тоа што тој рече дека ќе ги пушти сите пријави кои што стигнале до него за некакви злоупотреби на администрацијата во работно време, ама нека го направи тоа и за општините во кои што опозицијата управува и со кои опозицијата менаџира, заради тоа што имаше случаи за кои што видовме по медиумите дека вработените во определена општина снимале партиски спот во работно време. Значи, јас сакам да кажам, сите треба да бидеме објективни кон ситуацијата, да се заврши тоа како што треба да се заврши и да знаеме што зборуваме. Зошто едно е да зборуваме за масовни притисоци, дел од овие, а друго е да зборуваме за 1, 10, 20, 100 случаи на администрација која што брои од прилика 130.000 вработени во 1300 институции. Само на тој начин... Малку политички ја сведовте дискусијата, министерке, во сите општини на опозицијата, сите две, не реков во сите, во некој реков општини. 3, пардон. Добро. Струмица, Куманово и уште една, ако не се лажам. Добро. МОСТ забележува за притисоци и вработени во јавниот сектор да посетуваат партиски митинзи на владеачката партија. Добро. МОСТ дали ги пријави тие случаи? Не знам. Треба да видиме дали МОСТ ги пријави тие случаи. И добро е да ги пријави, затоа што јас го повикав своевремено директорот на МОСТ да ги пријави случаите, да не останат непријавени. Може ли кратко да отидеме до студио? Ајде. Младен, доколку се слушаме, еве нека видува прашање до Алексов на некој начин. Да, Алексов, директно сте повикан во оваа ситуација. Добро вечер за министерката. Дали ги пријавивте вие тие нерегуларности за кои што сега ве прашам? Па еве ќе ви ги пријавам вас во ова како се вика, во оваа прилика. Администрацијата во Крива Паланка е пуштена со 4 автобуси преку ден да оди на
митинг во Охрид. Еве ви допрен глас, проверете таму да видите. Многу е тешко, министерке, да ги натераме луѓето да се одважат и да застанат пред институциите и да го кажат сето ова. Имавме средба на која што ви ги објаснивме овие работи. Да се стигне од Крива Паланка до Охрид требаат 5 часа. Тоа е исто како до Белград да патувале тие луѓе. Значи, најчиста работа е следното. Јас да ви кажам на вас дека во последниот извештај е наведено што е стигнат до нас, дека во 26 општини имаме 41 случај. Што значи тоа? Значи, притисоци администрацијата да оди на митинг. Што значи тоа? Тоа значи дека ние не броиме дека само еден човек бил под притисок да се качи во автобус. Во 26 општини имаме констатирано 41 појава. Колку автобуси доваѓаат на митинзите на ВМРО ДПМНЕ, односно СДСМ, ајде да ги спомнам и нив за тоа што треба да правиме некаков баланс, мада не ми е јасен за тоа што едвај гледаме и чекаме да начекаме нешто во овие две општини кои што ги има СДСМ. И мораме еднаш за секогаш да го апсолвираме и другото прашање, тоа е дали сме ние пристрасни или имаме од 80 општини само две кои што се контролирани од опозицијата, а сите други се контролирани од страна на партиите на власт. И нормално е дека кога оној кој што има ресурси на свое располагање, ќе биде примамен да ги злоупотреби или да ги употреби неетички во партиски или изборни цели, тој што има многу такви ресурси, визави оној кој што ги нема. И затоа, значи, на почеток одма да се оградам од било какви коментари поврзани со тоа дека ние пријавуваме само проблеми кои што настануваат од страна на или се прават, или недоследности и нерегуларности кои што ги прави владеачката партија. Па нормално е кога има толку многу општини и толку многу ресурси. Значи, нашите луѓе на терен кои што ги имаат увидено сите овие аномалии и нерегуларности, имаат заведено конкретни, значи, извештаи кои што ни се доставени, аргументирани, препроверени, а можете да проверите и точно колку автобуси од каде стигнале, во кое време од денот тргнале од таму од каде што тргнале, како стигнале на митинзите. Алексо, благодарам. Предлагам и другите соговорници, ако имаат да постават некое прашање, сега да го постават, а после во следното вклучување да може министерката да не одговори, со што ќе завршиме тој дел од дебатата. Повелете Тасева. Благодарам и за вклучувањето на министерката. Мене само ми се наметнува прашањето, бидејќи од март оваа година во државава е во сила Законот за заштита на укажувачи, а и министерката покрај сите други функционери има обврска законска да го примени законот и да определи лице за примање на пријави од укажувачи и во незината институција и во сите 1300 кои што таа ги спомна, дека треба до сега да има такво лице кај кое што може секој вработен во администрација да пријави незаконито, неетичко, неморално однесување, вклучително и вакво однесување. Прашањето е? Ако некој го тера. Прашањето е што направи министерката за да се обезбеди имплементирање на Законот за заштита на укажувачи, кој што ќе овозможеше да се евидентира и да се документира секое вакво злоупотреба, присилување на одење на митинзи и така натам, односно да може луѓето заштитено да пријавуваат и сега имавме многу јасна евиденција. Благодарам. Малчевски, вашето. Добро вечер, министерки. Од мене јас имам конкретно две прашања, ако првото е реторско. Дали имате информација колку вработени во администрација и јавни предпријатија во изминатите 15 дена се сместени во хотел Глигоров во Струмица во функција на изборна кампања? Тоа беше реторското прашање, знам дека ќе кажете дека не знаете. Но оно што сакам да ве прашам, дали имате храброст да ветите на македонската јавност дека во следните 24 часа ќе го истражите ова што ви го кажувам, ќе излезете со конкретни бројки и на луѓе вработени во администрација ќе го санкционирате истото. Благодарам. Уште Џабир, кратко само, за да ја дадеме простор на министерката. Доколку на министерката и се потребни повеќе податоци за злоупотреби на администрацијата и на јавните ресурси, тогаш може да оди на веб страниците на овие три организации овде, на Цивил ОРГ-МК може да провери секојдневно случаи за оваа појава, а како прашање би сакал да поставам
дали и како се штитат приватните податоци на вработените во јавната администрација. Бидејќи имаме податоци и сериозни истории и обвинувања и во тој домен. Како се чуваат податоците на вработените во јавната администрација и како тие се штитат? Ајде прашањето, Алексов. Дали министерката се обрати со писма до сите во јавната администрација, во кои што прецизно и децидно им ги објасни притисоците, каков тип на притисоци значи постојат и кое однесување на претпоставените или на вработените е казниво според кривичниот законник и дали ги охрабри сите тие луѓе, значи со писмо персонализирано подпишано од неа, да ги пријавуваат ваквите работи, во насока на сето ова што сите го говориме вечерва, а тоа е дека тие луѓе на крајот од денот мора да бидат ослободени од било каков притисок и да можат да си гласаат како што треба. Јас ја поддржувам министерката во тоа. Ви благодарам. Сега, Мишко Иванов, претпоставувам дека внимателно ги слушнавте прашањата и забелешките што беа дадени од овде во студиото, па ви го предавам микрофонот во наредните неколку минути. Среќа технологијата е напред, па спикерфонот заврши работа, министер ќе повелите. Да, дел од прашањата и не слушнав на почетокот, меѓутоа тоа што слушнав ќе одговорам. Прво, значи, во однос на имплементација на Законот за заштита на укажувачи, јас можам да кажам што е направено во нашата институција со оглед на тоа што надлежна за спроведување на законот е Министерството за правда. Меѓутоа, кај нас конкретно е изработен правилник за заштита на укажувачи и е даден налог на државниот секретар, бидејќи тој е тој кој што раководи со вработените во Министерството, да јавно објави лице кое што е надлежно за примање на вакви евентуални поплаки од лицата вработени внатре во Министерството. Така да, на таков начин, во однос на обврската на Министерството е завршена. Во однос на прашањето на господинот Самуил Малчевски, кое што се однесува на тоа дали определени вработени се сместени во некој хотел, не слушнав во кој и каде. Во каде што е носител Никола Груевски, лидерот на ВВР ДПМН, дека цела екипа практично е... Добро. Прв пат слушам за оваа информација, меѓутоа можам да проверам и доколку овие луѓе се во работно време на надвор од работно место, секако дека би требало да бидат превземани од страна на одговорните лица, со тоа што не знам кои се тие лица и каде се вработани, некакви мерки. Значи, во работно време луѓето не смеат да вршат никакви партиски активности и тоа јасно го кажа во писмото кое што го спомна господинот Дарко Алексов од МОСТ. Во однос на прашањето на господинот Дерала, како се штитат личните податоци на вработените, јас можам да одговорам за тоа како ние како Министерство се грижиме за заштита на личните податоци на вработените. Тоа е дека оној систем кој што е софтвер за управување со човечки ресурси, во кој што практично се води евиденција за вработените во јавниот сектор, подлежи на највисоки безбедносни стандарди и пристапот до него е овозможен само со лица со определени овластувања, кои што истовремено имаат подпишано, кои што се од самите институции кои што ги внесуваат податоците и кои што подлежат на поднесување на изјави согласно Законот за заштита на лични податоци. Кај нас податоците се чуваат безбедно на сервер со заштита криптографска и пристап до овие податоци е строго контролиран. Во однос на прашањето на господинот Дарко Алексов, не знам што точно беше прашањето, повеќе беше во однос на тоа дека е констатирано дека постојат определени притисоци врз вработените, кои што тие ги имаат документирано. Јас уште еднаш го повикувам не само господинот Алексов, туку и сите невладини институции кои што во овој период фокусирано работат на обезбедување на фер
и демократски услови за избори, кои што вклучува минимизирање, односно исклучување на бројот на вакви случаи, да продолжат тоа да го прават на начин на кој што е законски предвиден, а тоа е сите овие докази да се достават до надлежна институција, која што надлежна институција мора да ги процесуира, заради тоа што не е важно дали се правени во 1, 2, 3, 5 или 10 општини и дали тие општини се раководени од опозицијата или се раководени од власта, истите треба да бидат со завршница, за да не ни се повторува ова во иднина, да имаме случаи на обвинувања и случаи на перцепција, заради тоа што само на таков начин ќе расчистиме. Значи, не можеме да зборуваме за масовни притисоци ако не видиме дали се тоа 1, 2, 3, 5, 10 случаи кои што се пријавени и документирани. Цел конвој на автобуси како одат на митинзи? Не знам. Јас не сум надлежен орган за таа работа. Значи има надлежни институции кои што тоа треба да го истражат. Затоа може би добро ќе беше да направиме едно соочување вака виртуелно излезе и со невладините и со дополнителниот заменик министар. Значи ние немаме надлежност како министерство било што да истражуваме. Ние сме надлежни за хоризонтална координација на реформата на јавна администрација. Она што е во наша надлежност е да обезбедиме деполитизација во смисла во која што можеме да влијаеме на определени институции, на определени поединци, на определени луѓе, да ги расчистуваат ваквите случаи, за да овие случаи имаат разрешници и да се знае дали наистина се случиле или се фабрикувани случаи. Само имаме од студио. Прашањето до министерката всушност беше дали таа со писмо ги известила раководителите на јавните институции за можните злоупотреби во кои што тие би биле вмешани и со какви се казни можат да се соочат доколку се вмешаат во партиски активности во работно време. Алексов, поправете ме ако нешто погрешно. И дали може тоа писмо да го види јавност, ако го има? Дали такво писмо од Томовска постои до раководителите? Дали има писмо до раководителите испратено дека на вработените практично да им се каже дека не смеат да присуствуваат во работно време, да земаат партиски активности и дали им постои такво писмо кое што сте го дали до раководителите во кое што практично се посочува дека доколку има такво нешто следува таква и таква казна? Токму и тоа го кажа господинот Алексов, дека го поздравува писмото кое што го има впратено. Од друга страна одржав 2 пресконференции на кои што... Не писмото дали имате писмо испратено до раководителите? Тоа го кажа господинот Алексов, дека имам испратено писмо и тоа го поздрави. Не знам дали го слушнавте. Јас исто така денеска добив писмо и од господинот Алексов, во кое што се обрек персонализирано писмо, во кое што, за жал, иако намерата е добра, можам да кажам дека се обреќа до функционер, до избрано и именувано лице, а ми цитира дека сум вработена во јавниот сектор и ми цитира члетови од Законот за вработените во јавниот сектор, кои што до мене и до избраните именувани лица не се однесуваат, бидејќи за нив овој закон не важи. Значи, јас една работа само сакав да укажам. Може би намерата е добра, меѓутоа овој начин на претерано повикување, на праќање писма, на делење на летоци, во кои што во писмото се наведени одредби кои што се неприменливи, а во летоците кои што се делат пред самите институции на вработените и на луѓето кои што влегуваат во објектите, се наведени овдека 6 кривични дела со казни затвор, во кои што се повикуваат на погрешни одредби од кривичниот законник, кои што се исто така, да речеме, надувани со определени реченици и зборови кои што не се дел од кривичниот законник и илустрирани сосема погрешно. И јас се плашам од тоа дека можат да ги наведат вработените односно представуваат закана за работи кои што реално и не се кривични дела. Од тие причини сакам да кажам дека не можеме сите хаотично, да не речам во некои случаи и аматерски, да вршиме надлежности кои што не се наши.
треба да се знае кој за што е надлежен во државава и кој и какви работи треба да превзема и во овој деликатен изборен период. Ако цело време тврдиме и ако цело време зборуваме дека има масовни притисоци, ако делиме летоци, ако правиме пресконференции на кои што викаме има притисоци, пријавувајте, не знам, дополнителниот заменик има и некоја приватна веб страна отворена на неговата домашна адреса на која што тотално вонинституционално делува. Значи, прибира пријави во име на Александар Кирацовски од некоја адреса во Битола. Значи, луѓе, не е ова анархија. Ова е држава во која што има закони, има ред. И тоа е моето барање, да се почитуваат законите и правдата да се истера до крај. Тоа е моето барање и тоа беше и целта на писмото која што го пратив до ОПСЕ и тоа понатаму и континуирано ќе го зборувам дека ние мораме да најдеме начин цел овој хаос што се случува во последно време да го канализираме и да најдеме начин како тоа во пракса да го реализираме и да заврши со некаква завршница која што... Добро, вие контактирате со Кирацовски? По потреба. Каква е потреба? И тој вели обвинување. Зашто не седнете заедно двајцата? Па не знам, не можете вие по потреба да комуницирате ако имаме обвинување за сериозни притисоци, не само од Кирацовски, од Мост и од Цивил. Јас не го обвинувам Кирацовски. Нема, велите, отворил мејл на неговата адреса каде што живее. Да, тоа сум му го кажал. Ништо ви одговорил тој? Ништо, апсолутно. Апсолутно. Младен? Добро, ви благодарам за учеството во емисијата. Се надевам следниот пат со министерката Марта Арсовска-Томовска ќе можеме да разговараме и во студио. Овде ќе направиме една кратка пауза за реклами и ќе се вратиме со завршен коментар во студиото и со дообјаснување на сите овие нешта што ги имавме. Алексов, ми се чини бевте директно прозвани со летокот што го имате во врска со изборните злоупотреби и можни малформации, дека дел од тие закони кои што се ги навеле всушност не се точни и дека за некој од нив не треба да се значи нема кривично дело. Ај вака, поред, значи прво е предмет писмото е испратено до прв и втор ешалон во јавната администрација и поради тоа цитира и дел од закони кои што се однесуваат на вработени во јавната администрација. Знаеме ние дека нашите избрани и именувани функционери се бели мечки, дека ниеден закон не зависи, во ниеден закон не се дефинирани точно, туку може само да се извлече дефиниција од кривичниот законник. Значи, малку подолго време се занимаваме со оваа проблематика, за жал само 15 години, и веројатно после 15 години си дозволивме вечерва да ни најдат мана и да кажат дека сето ова непрофесионално сме го сторили, сме ги промашиле членовите од кривичниот законник, а како што каже и самата министерка, не смеат да ги напуштаат местата. Еве ќе ја прашам дали член 74 од Закон за административни службеници не предвидува парична казна или казна отказ, како што сме напишале тука, дека не смее да се злоупотребуваат државните ресурси за политички намени, како што вели тука член 356 од кривичниот законник, каде што е предвидена казна затвор од 3 месеци до најмалку 5 години. Значи, ако сме ние... Предпоставувам дека Томовски исто ги знае законите, па веројатно ги знае, дека тоа не го кажа паушално. Ја не знам зошто се обиде да го истретира овој леток и целиот овој напор на ваков начин, кога ние всушност сме максимално комплементарни кон тоа за што се залага министерката. Писмото, повторно ќе кажам, никој не го видел. Лично го побарав писмото да го видам. Никој не го видел писмото кое што министерката тврди дека го испратила до администрацијата. И јас се надевам дека нашите напори под сето тоа што го кажа министерката вечерва се во иста насока, а тоа е под да им објасниме на сите оние кои што имаат моќ да прават притисок врз вработените, дека за тоа постојат одредени одговорности и консеквенции аналогно, а исто така да им објасниме и на вработените дека тие се значи, си имаат своји права и дека не треба да прават одредени работи со оглед на тоа дека утре може и тие да одговараат. Сега,
конечно, судот за тоа, дали има притисоци или не, колку докази ќе можеме да прибавиме или не, и колку тие луѓе би се одважиле да говорат пред овие институции, а сите знаеме колкава е довербата во институциите и не можеме да стоиме слепи пред тоа, затоа што имавме докази, поднесовме. Затоа што ќе прибавиме докази, ќе поднесеме. Меѓутоа, на крајот од денот, администрацијата и граѓаните чувствуваат, гледаат се дел од овој процес, па на крајот од денот и тие самите можат да си проценат дали има притисоци или нема. Од друга страна, повторно ќе кажам, параванот е местото каде што граѓаните се сами тоа и се може да биде гласањето е дел од тајна. завршните пораки. Тасева, вие прокоментиравте во делот на здравствените установи и напуштањето на работните места. Да, јас сакав да се надоврзам на она што претходно го дискутиравме, кога зборуваше Џабир дека се прават притисоци во училиштата преку учениците се прават притисоци. На грбот на децата се постигнуваат политички поени, се врши притисок во семејствата и над родителите. И исто така се инсистира, односно многу пошироко. Деновиве имавме информации дека цели здравствени центри се испразнети во недела, како што беше случајот во Штип, за да учествуваат лекарите на партиски митинзи, кои што ситуации завршуваат и трагично. Ние побаравме и официјално од јавното обвинителство во Штип да го испита случајот кој што се случи во недела, каде што имаше еден смртен случај, затоа што добивме информација од укажувач дека во тоа време немало лекари во болницата, затоа што сите морале да одат на митинг во Охрид. Значи, ова оди многу повеќе отколку само злоупотреба на државните ресурси за партиски цели. Овде станува збор веќе и за злоупотреби на службената положба, и за дури и други кривични дела, не само притисоци или подкупи во време на избори. Добро, ние во нашите претходни активности имаме поднесувано кривични пријави, многу добро документирани, случаи во кои што дури лицата кои сме ги прашале дали навистина ова се случило, дали сте платиле за оваа услуга, дали ова се случило, или кога после истражувачката сторија која што објавија новинарите од А1 телевизија за тоа како беа принудувани луѓето да потпишуваат дека ќе гласаат за одредена политичка опција. Меѓутоа, сите тие беа отфрлени од страна на јавното обвинителство, кое што никогаш не презема чекори понатаму за да ја истражи до крај вистината. Дури овој случај со семејството на Малчевски исто така не е индивидуален. Тоа е случај кој што треба да се гледа од аспект на појава, поширока појава на финансирање на изборна кампања, не само на еден поединец за кој што треба да се докаже потписот дека во банката не го чувале потписот 5 години, инаку да кажеме дека 10 години обврската да се чуваат таквите документи во банката. Малчевски министерката јасно кажа сепак дека нема место за изборни нерегуларности во администрацијата, ниту дека она на било каков начин тие може да ги политичките партии да ги потекнуваат и дека сето тоа мора да биде дел од системот на правда во Република Македонија. Верувате ли дека ваквите апели на министерката можат да вродат со плод? Па не, правда каде? Во Сваровски судството нивно. Кој верува во тоа? Не верувам дека има човек во Македонија кој што верува во тоа нивно Сваровски судство. Јас топло би препорачал на министерката да го прочита извештајот на Прибе. Ние да се разбереме. Изборни притисоци врз администрацијата, имало на сите избори. Не памтам избори да нема обвинување за такво нешто. Она што е жално во овој момент е тоа што ни е дел од извештајот за напредок на Република Македонија на Европска комисија, тоа стои во извештајот на Прибе и тоа ќе ни виси над глава на секој следни избори минимум 10 години од сега понатаму. И тоа по мене зачудува по два основи. Првиот основ е од 120.000 вработени во држава во последниве години, не се 160 шарена лага, околу 70% се од администрација. Ако се тие луѓе фер вработени, врз основа на фер основи,
Зошто тогаш ги притискаат и ги подпишуваат на списоци и ги качуваат во автобус, додат по настани, по митинзи и се. И вториот момент што е уште побитен. Од уста не вадат дека народ ги сака. Од уста, не знам, тоа му веше сабаѓа кога ќе станам прво нешто што го слушам е тоа. А зошто го притискаат народот толку многу ако толку ги сака и толку ги обожава? Она што јас тука биќе гледам дека завршуваме веќе со емисијата. Имаме уште еден дел, уште еден прилог и уште еден дел на крајот. Океј, тука би завршил да останам. Ви благодарам. Џабери, вие исто така имавте доста реакции при интервјуто, мини интервјуто на министерката. Во кој дел? Тоа еден дел го кажа и Малчевски апропо обвинителството. Кој е обвинителство? Исто така што се однесува до она што јас го зборував за тоа дека некои луѓе, туку голем дел од администрацијата која е под партиски стеги, значи е вработена преку партии, плаќа секој месец од 200 до 1200 денари и исто така дека има рекет во приватниот сектор, дека приватњаци, дуќанџи, мали фирми, поголеми фирми мораат да плаќаат кеш пари за како рекет. И таму се црните пари на кои не обрнавме баш многу внимание, имаме податоци за црните пари. Да, ќе се вратиме во третиот последен дел на емисијата уште еднаш. Ние многу често се наоѓаме во ситуација прв пат да слушнат луѓе тоа што ние го кажуваме, а потоа да ги слушнеме истите работи и во бомби и потоа истите работи да бидат предмет на истрага на специјалното јавно обвинителство. Споменувајќи го СЈО, се разбира дека таму забележуваме и како организација и ние како луѓе од цивил имаме доверба во СЈО. Се надеваме дека другите институции во Македонија ќе профункционираат барем дополу како ова институција што функционираше досега. И се разбира на крајот да споменам само еден мал сегмент од сето тоа што нам ни доаѓа нама со секој ден. Директори на центри за социјална работа одат наоколу по сиромашните соседства, особено во делови каде што живеат социјални случаи, претежно роми, ромско население, и вршат невиден притисок. Ги уценуваат луѓето, директори, дури цели раководители, значи не само нивните партиски пешадинци, туку самите директори одат и се закануваат. Ветуваат, а кога ќе видат дека тоа не е доволно, тогаш се закануваат со кинење на социјална помош, со намалување, со други мерки кои што можат да ги направат центрите за социјална работа, затоа што луѓето имаат проблеми во семејството и ни за други потреби или предизвици. Директорите, нивните вработени се занимаваат со уцена на најсиромашните, најранливите во Македонија. Тоа освен што е неприфатливо, да, убаво, беа осиромашени прво, а сега можат со закана, со најмала закана или со најмалку пари да бидат купени или пак принудени да гласаат за одредена партија. Благодарам. Значи имаме таква ситуација во која освен што се прави неприфатливо, законски забрането, нешто се прави нешто тотално аморално. Нема политичар што не примил кеш пари во партиската кампања, изјави пред неколку недели председателот на ВМРО Народна партија Љупчо Ѓоргиевски во интервју за Скуп. Делови од тие интервјуа за Скуп во следниот прилог на Сунаи Сабриовски, како вовед во последната тема вечерва, тоа се уште еднаш за црните пари и завршуваме финално со анкетите. За аналитичарите и експертската јавност, финансирањето на политичките партии и нивните кампањи се уште нејасна зона. Не постои политичар кој во одреден период од вршење на својата функција не направил криминал, тврди лидерот на ВМРО Народна партија Љупчо Ѓоргиевски. Од 90-та година навамо, значи нема сериозен политичар во Македонија кој не земал кеш пари во раце за потребите на финансирањето на својата политичка партија. Значи, кога ги гледате сите политички лица, значи на македонскиот политички простор, значи тие по дефиниција можете да ги наблюдувате дека тие во некоја фаза направиле криминал во оваа држава, помалку или повеќе, или ако некој политичар ептен, инсистира дека не земал, тој е сигурно некој беззначаен политичар, некој од четврта лига на политичар, па никој не му дал пари. Поранешниот лидер на Либерално-демократската партија Петар Гошев смета дека големиот клиентелизам покажува дека политичките партии се финансирани на нерегуларен начин, сведувајќи ја политиката на профитабилен бизнис за поединци склони на корупција.
Политиката станува очигледно профитабилен бизнис за поединци кои што се склони на корупција или кои што влегуваат во тој коруптивен ланец, кои што влегуваат во кои што запоседнуваат државни функции, а потоа тие државни функции ги користат за лични остварување на лични интереси, за лично богатење и слично на тоа. Експертите се децидни. Корупцијата во политиката е неизбежна. Аналитичарот Сашо Ордановски вели дека е сосема во ред партиите да бидат финансирани се додека се знае потеклото на парите и доколку постои висока стапка на одданочување на приливот на финансиски средства кои што ги примаат политичките партии. Значи, секоја партија може да колку сака пари да собере. Поединци можат колку сакаат пари да дадат и мислам дека тога не треба да има лимити, но велам по два јасни услови. Првиот услов е секогаш да биде испитано потеклото на парите. Вториот услов е тој тип на донации да бидат одданочувани со екстремно високи стапки. Тоа значи стапки кои што ќе значат 40-50 на 100 данок и тој потоа така прибран данок да биде распределуван во согласно јавните интереси на државата кон други партии. Република Македонија преку законска рамка се обврза да обезбеди еднаков пристап до изворите на финансирање за сите политички партии, а се обврза и да обезбеди ефикасен контролен механизам кој треба да гарантира одговорност и транспарентност во финансирањето на политичките партии. Сепак експертите сметаат дека постојат низа недоследности како од страна на политичките партии, така и од страна на државните институции кои имаат надлежности во процесот на финансирање на политичките партии и нивните кампањи, за кои, како што велат, вака поставеното функционирање само ќе ја потврди тезата за постоење на корупција. Да, благодарам. Тасева точно закони има, меѓутоа дали тие функционираат и дали црните пари секогаш си ги наоѓаат своите канали во македонскиот политички систем? Првен да искоментирам дека очигледно е дека во Македонија немаме сериозни политичари. Ако и индикаторот за тоа колку е некој сериозен политичар е дека му поминале пари во раце и дека не е сериозен ако не земал пари, такви криминални, црни, значи ние имаме проблем, многу голем. И немаме, до сега не сме имале сериозни политичари. Иако Георгиевски важи за реален политичар? Не, за господинот Георгиевски јас имам и порано кажано, дека тој навистина не треба ни да е политичар повеќе, никако па не е сериозен, затоа што и самиот си зборуваше некогаш. Имало и за мене, имало и за другите, станал, не знам, некаков просечен бизнисмен со еден период на премиер и така натаму, на темата. Но тоа е уште еднаш темата црните пари во политиката. Значи има многу црни пари во нашата политика, пари за кои што не им се знае нити потеклото. Тоа е најлошо, затоа што не знаеме од каде доаѓаат. Дел од тие пари се извлекуваат и од буџетот. Например, од сомнителни тендери, да се враќаат на одреден начин во партиските канали. Значи, многу голем дел од тие пари се извлекуваат од буџетот. Преку зголемување на износи во фактури, преку плаќање на услуги кои што не се извршуваат, на најразлични начини се испомпуваат пари од буџетот. Ние имаме од многу сиромашни наеднаш многу богати политичари, од многу сиромашни наеднаш многу богати партии. И никој не ги прашува од каде ви се парите. Нека имаат пари, ама тие пари треба да се објавени, декларирани, од каде и на кој начин се стекнати и понатаму како тие пари се стекнати и како тие пари ќе се користат. 1 милиарда евра годишно од буџетот се одлеваат во систем на јавни набавки, кои што се разбира не се по дефолт коруптивни. Мислите ли дека 1% од овие пари секако се дел од тој канал? Повеќе од 1, мислам, 1% ако мислите фигуративно. Еден дел, реков. Еден дел. Јас многу работев, знаете, на Скопје 2014 за и двата извештаи кои што ги пишувавме во однос на тоа како се трошени јавните пари за градење на Скопје 2014, каде што констатиравме дека се плаќани суми неколку кратно повеќе од она што реално чинеле или се давани на компании кои што не ги исполнувале основните
услови на тендерот и така натаму. Значи, испумпани се со сите овие проекти кои што ги гледаме, огромни средства од буџетот на државата и преку консултантски и други типови на услуги, за што исто така сме зборувале, за да тие пари на одреден начин се вратат сега и во политиката. Друг извор на пари се рекетот и сите оние кои што имале можност преку ваквите тендери да се стекнат со имот и со богатство и да добијат голем дел од колачот, сега тие мора тоа некако да го вратат. Овие пари кои што ги враќаат преку администрацијата од плата се многу мал дел во споредба со она што мора да го вратат сите оние кои што добиле сделки, добиле тендери, можеле да работат со фирми и така натаму. Значи сите тие сега враќаат пари во партијата која што им овозможила да работат. Затоа што ако дадат пари сега, ако партијата пак победи, тие пак ќе можат утре да работат. И ние немаме систем. Благодарам за сега, додека мал проблем имаме со вашиот микрофон. Во тоа време ќе поразговараме со Малчевски. Малчевски, рековте, после ваква изјава на Георгиевски треба да дојде веднаш да се појави во јавното обвинителство. Видете, очигледно некој се повикува на институција, гледаме дека тие институции практично се неми. После една ваква кажана изјава, ова е јавно признание, па дури и за него, дека тој зел пари на рака. Опозиционен политичар го кажува тоа, не го кажува дел од владеачката структура. Ако ние имавме институции, досега тие институции требаше да го истражат ова кажување на Ѓорѓиевски, ако немавме обвинителство по мерката на врхушката или ако немавме Сваровски судство. Јас не знам да една институција покренала некаква постапка врз основа на ова изјава. Што? Пазете, многу сериозна изјава, кажана од поранешен премиер, човек кој што 4 години бил носител на јавна функција во држава. И сега одеднаш сите викаат институции. Еве ги, колку е? 2 месеци е стара изјавата. 2 месеци никој не покренал. Сте биле ли вие сведок на црни пари во кампања? За жал не. Не сум бил во делот на финансирање вклучен. За жал дека не сте допреле или? Не, дека немам информации да ги кажам. Ако ги имам, верувајте дека ќе ги кажам, кој што јавно признав дека јас и мојата фамилија не сме дале средства во кампања. Терала, што мислите вие за овој корпус на прашања? Колкав дел од овие црни пари што се вртат можат да бидат употребени со оглед на наблюдувачките мисии кои што ги имате не само вие и МОСТ, туку и ОПСЕ, ОДИХР, како и ги засилија во овој период? Им постои ли стравување дека во наредниот период може да се засили присуство на црни пари во кампањата? Прво да кажам, имавме маестрален преглед од госуѓата Сева за тоа од каде се црпат помали или поголеми или огромни суми пари и навистина фантастична работа и нивната организација прави и сега имавме добар убав преглед. Со тоа што јас сакам само да потсетам дека не треба да забораваме дека слушавме во бомбите што се случува со провизиите. Тоа не се мали пари, тоа се огромни милионски суми. Меѓутоа, најголем дел од тие пари веројатно одат на приватните сметки и тие нема да се допрат што се однесува до изборната кампања. Изборната кампања ќе се заснова на црни пари кои се собираат за таа намена. Значи, тие што се обогатиле баснословно, вртоглаво многу, тие ќе си ги задржат парите таму кај што им се. Црните пари кои ќе бидат вбризгани, кои се веќе вбризгани во оваа кампања, доаѓаат токму од тие помали начини на собирање, меѓутоа исто така што се однесува до тендерите. Мораме да знаеме дека тендерите се еден дел од големиот колач на тоа. Меѓутоа, што зборуваме, што можеме да кажеме исто така и за вработувањето. Има огромен број вработувања. Јавна тајна е дека вие морате да платите 3 до 5.000 евра за да го добиете тоа одредено работно место. На страна чланарината под наводници што ја давате секој месец. Морате да ги дадете тие пари за да станете професионален војник или пак да влезете во некоја општина или на некое друго место во јавно предпријатие или во јавна администрација. Тоа е тоа. Морате да ги дадете тие пари. Тие пари се наменети за вакви типови на операции какви што ние ги имаме и премногу често во Република Македонија. И повторно имаме многу пари на толку многу избори, пак партиите имаат пари да дадат за кампања.
Тоа е за една многу сиромашна земја каква што е Македонија фантастичен податок. И при сето тоа имате Државна агенција за спречување на корупција, која не изусти еден збор со месеци назад да каже дека ќе гледа. Камоли да преземе било што за да го направи. Државната антикорупцијска комисија денеска го упати пријава до јавното обвинителство во однос на активностите на министерот Спасовски и на градоначалникот на Куманово Дамјановски. Патем представник на, да кажам за гледачите, представник на антикорупцијската комисија беше повикан денеска во ова студио, меѓутоа попладнево не известија дека имаат активности поради кои што нивното присуство е спречено и не можат да дојдат. Јас се извинувам тогаш за мојата констатација за таквиот долготраен молк на Државната антикорупцијска комисија. Навистина, ако го направиле тоа денеска, извршиле херојско дело. Уште еднаш вие рековте, учествувавте на делот од тендерската документација за Скопје 2014 и го споменавте овој проект како еден од кои што можат да бидат извлечени средства. Поради на што основа, на што ги темелите тие ваши тврдења, на високите цени кои што таму беа Да, таму беа исклучително високи цени, неколкукратно повисоки од она што реално или дури од цените објавени на веб страните на компаниите кои што ги леат нормално спомениците. Цените кои што беа вградени од страна на уметниците овде за подготовка на модели кои што беа многу паушални. Например, имаше сума од 6.000 евра дневно за храна за луѓето кои што работат на тие модели, како да јаделе не знам шо, или за гипс, или за конец, или за така нешто. Значи, енормни суми се плаќани, излекувани и несомнено е дека дел од тие суми на одреден начин ќе се вратат таму каде што треба или ќе стигнат до партијата или утре ќе се искористат и за финансирање на изборна кампања. Значи, ние немаме институции се уште кои што се зафатиле да го истражат патот на парите и да утврдат што конкретно се случува со тие пари. Но најлесно на институциите е да видат сега, бидејќи секоја партија сепак и вака како што е законот, мора да има список на донации. Дали донациите се отправили физички лица, тие мора да бидат евидентирани. Списокот мора да биде доставен до изборната комисија и до Државниот завод за ревизија. Управа за јавни приходи може да провери дали тие пари се легални или не се легални. Прашањето е само дали сака да провери, односно дали смее тоа да го провери. Благодарам. Последниот корпус прашања за вечерва. Анкет и покрај сите овие работи за кои што зборуваме, кои што во голема мера го демаскира, според овие ваши зборови, делот ова начинот на владење на владачките партии, сепак анкетите покажуваат се уште предност на владачката партија. Малчевски, на што се должи тоа? До народот или до анкетите? Па не, ни до народот, ни до анкетите, него до начинот на кој што се изработуваат тие анкети. Пред се говорам за изборот на примерокот. Ако во статистиката како наука се вика дека на 150.000 популација вие треба да имате примерок од, не знам, 1058, ако сакате 95% точност да има анкетата, или 1809 испитаници за да има 99% точност анкетата, тогаш на 1006 испитаници илузорно е да кажувате дека ви е точна анкетата, а популацијата е 1.700.000 гласачи. Вториот момент кој што е многу пресуден, кој што во споредба со претходните години е доста индикативен, што на овие избори, например, ќе земам, што да земам? Ќе земам еден дел. Не гласа во 2014 година било 15,3%. Сега во две слични скоро анкети движи помеѓу 7,3 и 8,5%. Значи 7 до 8% од луѓето веќе се одлучени за кого ќе гласаат. Исто така голем е процентот на луѓе кои што кажуваат дека се неодлучни и дека одбиваат да гласаат. По дефолт тоа се луѓе кои што одбиваат да кажат за кого ќе гласаат. Да, точно. Ќе гласаат, ама одбиваат да кажат за кого ќе гласаат. Че тоа се генерално луѓе кои што гласаат опозициона, да се разбереме, оние што гласаат за власт кажуваат гласаме
за таа и таа политичка партија, без разлика дали се ДУ или ВМРО ДПМН. Овие се најчесто проценти на луѓе кои што гласаат опозиционо, али од некои причини не кажуваат за кого ќе гласаат. Од тука самите анкети, кои јас досега, таа е уште еден дел во сомнителното однесување и сомнителната кампања, ги нема Чуповски и Павел Шатев како квази институти да дадат своји анкети. Чудно ми е, не знам зошто, обично досега имаат 3, 4, 5. Добро, има и од другата страна анкети кои што се нереални, така да не се само Шатевци сите се нереални и тоа се темели врз основа на избор на големина на примерот кој што се испитува. Што ќе се случува до избори, има уште 10 дена кампања. Алексов, мислите ли дека анкетите реално ја одразуваат сликата и дали во неопределените се крие замката? Па секогаш во неопределените се крие замката, во принцип. Мислам, не треба најпрвен ќе се иземам од било какви квалитативни коментари на бројки, со оглед на тоа дека работиме пивити и дека искачаме со резултати поврзани со изборите. Обште податокот дека ова анкета која што ја видовме последната, па и таа претходно покажува еден голем кампус или корпус на неопределени. Говорам за двете, и таа на Прима Галуп и оваа на Телма и ДСЦС. Има нијанси, тука една маргина на грешка. Што ќе се случи со неопределените, најверојатно ќе каже изборниот ден. Во оваа фаза јас и немам други податоци, и не би коментирал како што кажав. Ова е заклучен збор или ќе имаме? Тука сме на крај. Ако е заклучен збор, би сакал само да додадам уште една работа. За гласањето, за позади параванот. Дали се граѓаните, значи дали им се обраќам на гласачите. Дали се определени, неопределени, дали на анкетите сакаат да кажат за кого ќе гласат или не сакаат да кажат. И за која партија да се определени, како да се определени, едно е заедничко за сите. Позади параванот, како заокружиле со синото мастило, знаат само тие и никој друг. И во наредниот период Мост ќе биде доста присутен во јавноста, повторувајќи го ова, и објаснувајќи им на граѓаните дека тајноста на гласот и слободата на изразување позади параванот е само нивна и на никого друг. Благодарам. Тасева, во делот на прашањето што беше поставено од другите за анкетите, очекувате ли тие да бидат меродавни во 2016 година? Не знам, некако после она што се случи во Америка, немам доверба во анкетите. Мислам дека не можат да бидат меродавни и дека ќе имаме изненадување. Некакво. Од кое што ќе произлезе од овие неопределените најмногу и затоа до крај има уште 10 дена. Некој каже, само мислам да каже на почетокот, финалето ќе го видиме на крајот, последните неколку денови и Џабир исто таа дека тогаш тие најмногу делуваат и тогаш работите најверојатно тивката кампања е увертира во нешто што следува. Најверојатно тогаш ќе бидат клучните денови и за тогаш се спремаат, но еве досега анкетите не ни покажаа дека се многу веродостојни, дека треба некој да се подпре на нив. Треба да видиме како ќе оди тоа до крај. Господа панелисти, ви благодарам што бевте гости на 24 отворено. Да искористам едно како порака, како што прави Дарко на денот на гласањето. Секој стои зад параванот сам и може да гласа како што мисли, но јас сакам да порачам дека сите мораме да мислиме на денот после гласањето. Значи, од изборниот подкуп или од тоа како се организираат овие избори, зависи и днината на сите нас, и на тој што ќе гласа и на неговото семејство и така натаму. Дами и господа, вие сте печени за политичари. Да се ги отвориме очите за кого гласаме. Три нешта. Гледаме и ширум светот и во Република Македонија, почнувајќи од навистина прекрасните студенти кои ја разбудија целата македонска јавност и ни одржаа на сите лекција по демократија. Граѓанките и граѓаните се будат на секаде во светот, а така и овде. И излегуваат контра естаблишментот. Втората работа е дека сите мораме да бидеме свесни дека живи луѓе можат да ги победат фантомите. Ова се избори во кои има надпревар меѓу фантомите и живите луѓе.
И третата работа е, се разбира, тоа што најважно од се е, дека секој е слободен да направи со својот живот онака како што тој или таа смета. И дека не постои естаблишмент кој може тоа да го скрши на било кој начин. Благодарам. Малчевски ја крена раката за ова е за стварно за крај. Уште една реченица. Значи, порака до сите активни чинители во изборната кампања. На Македонија требаат фери кредибилни избори доколку сакаме да одиме понатаму. Не ги ставајте нашите деца заложници на вашите политички кариери. Ви благодарам. Благодарам. Бидејќи голем дел од денешната емисија беше подготвена на парите, ќе завршам со една таква мисла. Мудрите рекле, со пари можеш да купиш кревет, но не и мирен сон. Затоа сочувајте го сонот за поубава Македонија. Овде завршува Отворено 24, но не и нашата програма. Следува ново информативно издание во кое го подготви дескот на 24 вести. Имајте убава вечер.